Цените на пазарите упорно растат. Например, компирот е поскап за дури 70% од лани. Слично е и со другите неопходни земјоделски производи. Зошто е така? Оправдано ли е цените волку да растат? Според официјалната статистика, трошоците што ги имале земјоделците во просек се пораснати за само 2%. Па тогаш кој ги дува цените и врз основа на каква пресметка? Разни експерти во последниот период главно проблемот го лоцираа во преголемите марџи на прекупците и трговците, кои во континуитет вештачки ја зголемуваат цената на храната. За ова вчера реагираше и премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна дека владата презела мерки за ограничување на трговските маржи. Преку Државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита на конкуренцијата секојдневно вршиме инспекцијски надзор и го следиме однесувањето на трговците. Како што сум информиран, за дел од нив има одредени постапки и процедури пред институциите, изјави Мицкоски. Граѓаните се веќе нетрпеливи, тие сакаат сега кога е време на зимница да видат резултати од мерките на владата. Оти велат дојде време ајвар и туршија да станат луксус. Езерото во Преспа со години се суши. Сега ситуацијата е птене алармантна, бидејќи драматично е намален водостојот, дури 1 метар понизок од просекот во последните децении. Многу конференции, тркалезни маси и најави слушавме од надлежните дека ќе се наоѓа спас за езерото. Екологистите се загрижени, спасот споро доаѓа, а веќе неповратно се уништува уникатната флора и фауна на езерото. Се уништува дури и иднината на човечкиот фактор кој живее околу езерото. Опустуваат околните населени места, се затвараат ресторани и хотели, а некогаш оттаму доаѓаа милиони евра приходи. Покрај надлежните служби, по конкретна реакција се очекува од министерот Тимчо Муцунски, кој треба ова прашање да го отвори и затвори и со Грција и Албанија со кои го делиме езерото. Не треба да се чека само дождот да го решава проблемот. Министерството за енергетика доби позитивна оценка од секретаријатот на енергетската заедница за методологијата за мерење на енергетската сиромаштија. Документот е усогласен со европските стандарди и директиви, што возможува негово официјално објавување. Со оваа методологија за прв пат во земјава се воспоставуваат јасни критериуми за препознавање на ранливите домаќинства. Таа ќе овозможи и институциите систематски да ја следат состојбата и да креираат таргетирани мерки за заштита на граѓаните. Со денешната прва промоција од 16 до 19 часот во општина Аеродром, Агенцијата за катастар на недвижности ја стартува новата кампања Катастар до тебе. Целта е институцијата да се доближи до граѓаните преку директна комуникација, транспарентност и отвореност. На настанот, службеници и раководители од катастарот ќе одговараат на прашања и ќе даваат совети за постапките и услугите што ги нуди агенцијата. Во следниот период, тимовите на катастарот ќе ги посетат сите општини во Македонија. По долги години застој ќе се реконструира театарот при Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Ова го најави министерот за култура и туризам Зоран Љутков, кој кажа дека по јавната набавка и изборот на изведувач, реализацијата ќе започне наскоро, а завршувањето е планирано до крајот на 2026 година. Реконструкцијата опфаќа модернизација на салата, техничка опрема и помошни простории, подобрување на енергетската ефикасност и пристапноста за лица со попреченост. Под контрола се пожарите кај селото Трубарево и депонијата Дрисла, соопштија од Центарот за управување со кризи. Според ЦУК, на територија на цела држава изминатото деноноќие имало вкупно 25 пожари на отворен простор, од кои активни се 3 пожари, а 2 под контрола. Активни се уште пожарите кај село Виниче во општина Газибаба, кај селото Петрово на Кожов планина и кај селото Вражале во општина Зелениково. Србија започна преговори со руската државна корпорација Росатом за изградба на нуклеарна електрана, потврди српскиот амбасадор во Москва Момчило Бабиќ. Тој оцени дека нема подобра компанија во светот за изградба на нуклеарка и најави оти овој проект за Србија е многу важен поради растечките потреби за електрична енергија. Проекциите на стручњаците покажуваат дека до 2050 година потрошувачката на струја ќе порасне 4-кратно, за што државата мора во нуклеарната енергија да бара стратешко решение.
Грчкиот совет за безбедност го одобрило купувањето на четврта фрегата Белхара од Франција. Претходно во 2021 година Атина се согласи да купи нови фрегати Белхара за околу 3 милиарди евра, бидејќи незината цел е да ги замени старите бродови во незината морнарица, што се во употреба повеќе од 30 години. Грција планира да потроши повеќе од 25 милиарди евра во текот на следните 10 години како дел од повеќегодишен план за подобрување на одбраната. Споредувајќи ги двете земји како 2 тона во еден акорд, американскиот претседател Доналд Трамп на свечениот прием во Лондон ја истакна непроценливата и вечна блискост меѓу САД и Велика Британија. Тој изјави дека му е огромна чест што е првиот американски претседател со втора државна посета на Британија. Обраќајќи се на кралот Чарли III, Трамп ја нагласи неговата посветеност кон зачувување на традицијата. Британскиот крал пак потсети на историската сојузничка улога во одбраната на заедничките вредности и ја поздрави посветеноста на Трамп во решавањето на глобалните конфликти. Според германскиот канцелар Фридрих Мерц, домашни и странски сили се обидуваат да го поткопаат единството, демократијата и стабилноста на државата. Тој изјави дека земјата се наоѓа во критичен момент, мора да се реформира и да донесе важни одлуки. За Мерц, Германија е на раскрсница и ја истакна потребата од зајакнување на одбранбените капацитети и отпорноста. Тој предупреди и дека германскиот економски модел е под притисок на новиот протекционизам која загрозува слободната трговија. Франција се подготвува за најавените денешни масовни протести на просветните работници, студентите, шоферите. Министерот за внатрешни работи Бруно Ретајо испратил инструкции до префектите, предупредувајќи на ризик од инфилтрација на ултралевичарски групи и можни нарушувања на јавниот ред. Тој нагласи дека околу 80.000 полицајци вечерва ќе бидат ангажирани за спречување на несакани инциденти. На последниот протест, одржан минатата недела, учествуваа речиси 200.000 луѓе. Американски воени офицери присуствуваа на заедничките воени маневри на Русија и Белорусија, што се толкува како сигнал за подобрување на односите меѓу Вашингтон и Минск. Двајца американски офицери беа свечено пречекани од белорускиот министер за одбрана, кој им дозволи слободен пристап до локациите и војниците. Белорусија објави дека вежбите ги следеле представници од 23 земји, вклучувајќи и НАТО членките, Турција и Унгарија. Посетата доаѓа по патувањето на специјалниот пратеник на Белата куќа во Минск и најавите на Трамп за повторно отворање на амбасадата на САД во Белорусија. Властите во Египет трагаат по златна нараквица стара 3000 години која е исчезнала од египетскиот музеј во Каиро. Реткиот накит од времето на фараонот Аменемопа, украсен со полускапоцени камења, последен пат бил виден во лабораторијата за реставрација. Министерството за активитети соопшти дека случајот е пријавен во полиција, а фотографија од артефактот е испратена на сите гранични премини и аеродроми. Египетскиот музеј најстар на Блискиот Исток чува повеќе од 170.000 артефакти, меѓу кои позлатената погребна маска на Аменемопа. Судот во Замбија осуди двајца мажи на по 2 години затвор поради план за убиство на претседателот, и тоа со магија. Осудените биле уапсени во декември, откако чувар пријавил необични звуци во нивниот дом, а кај нив биле пронајдени жив камелеон, амајли, црвена ткајнина, бел прав и животински опаш. Пресудата била донесена врз основа на британски колонијален закон што го криминализира маѓепсувањето.